утро сме лоцирани на улица Димитрија Чуповски, односно веднаш кај порта Македонија. Ако направам споредба на двете насоки на оваа улица, може да се забележи дека има поголем број на возила кои што се упатуваат од крстосницата кај собранието, па се навака до кај добро познатото место Ловец, односно кај Рекорд, но и во спротивната насока има умерен број на возила. Прилично е раздвижено ова утро, што е всушност карактеристично за самиот центар на градот. Иако имаме поголем број на возила во оваа насока која што води кон Ловец, како што кажав, сепак се уште немаме метеж како што знае да има во овие рани утрински часови, сепак сообраќајот овде се одвива непречано. Потребното време е да стигнеме од Кисела вода некаде кај самата општина на Кисела вода, на булеварот Борис Трајковски, па се до тука. Потребното време ни беше околу 10 минути. Знаеме дека после 7 часот и 30 минути се повеќе се зголемува бројот на возила, со што и знаеме кои крстосници и булевари да ги избегнуваме. Тие крстосници, општо познато, знаеме дека се крстосницата кај собранието, владата, соборниот храм. Исто така булеварот Александар Македонски со улица 16 Македонска бригада, каде што всушност ја имаме и првата концентрација на метеж во овие рани утрински часови. Ова накратко е сликата кога станува збор за сообраќајот токму овде во центарот на градот, на улицата Димитрија Чуповски. Додека трае ова линковско вклучување, секако можете да ја видите состојбата зад мене, а кога веќе сме на тема сообраќај, во продолжение ќе ставиме акцент и на денешниот ден, односно светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајните незгоди. Во продолжение, токму нешто повеќе за овој ден ќе слушнеме од мојот денешен гостин Дијана Андоновиќ. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро до вас и вашите гледачи. Нешто накратко да потенцираме што инициира овој ден, што сака да постигне всушност? Па светски ден на сеќавањето на жртвите во сообраќајни несреќи е светски ден на Обединетите нации, значи прогласен од Обединетите нации. Нашата држава и Македонија е приклучена на тоа со години. Ние на овој ден го одбележуваме денот како сеќавање на сите оние жртви кои да страдаа во сообраќајните несреќи. Ако се земе во предвид дека Обединетите нации го имаат прогласен овој ден, како резултат на статистиките кои велат дека повеќе од 1,5 милион жители во светот годишно го губат својот живот во сообраќајки, околу 50 милиони во светот се повредени или се со траен инвалидитет, 3500 луѓе дневно гинат во светот, значи тоа е една проценка која е алармантна, и ако се земе во предвид оваа статистика, доаѓаме до сознание дека во светот на годишно ниво повеќе жртви има во сообраќајни несреќи од што сите војни кои се случуваат и сите елементарни непогоди и сите оние болести и пандемии кои бевме сведоци изминатиот период. Значи, иако денеска имаме и војни и имавме пандемија и елементарни непогоди, тоа е повторно помала бројка на годишно ниво на човечки животи од што сообраќајат. Од друга страна, никој од нас не е имун на сообраќај, ако се земе во предвид дека сме сите учесници посредно и непосредно, па оттаму и овие апели од Обединетите нации, па и од нашите институции во државата, каде што ние како Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата имаме кампањи низ цела година и календарски ги прилагодуваме. Денеска го одбележуваме тој ден како резултат на таа една традиција каде што сегде во светот се одбележува. Од друга страна, почнува зимата, почнува зимската кампања, денеска почнува и
законот, односно обврската на сите возачи, сите управувачи на моторни возила да ја носат зимската опрема, да почнат од денеска, од 15 ноември до 15 март, секоја година, значи тоа не е од скоро, туку со години, од секогаш се знае дека од денеска, од 15 ноември до 15 март се должни возачите да имаат зимска опрема. Зимската опрема сакам да им посочам на сите граѓани кои не гледаат, а можеби не знаат, се содржи во тоа дека првин сите се обврзани да носат зимска опрема, дали сте во населено место или надвор од населено место. Второ, што е многу важно, или обврска да се носат зимски гуми. Доколку немате зимски гуми, должни сте да имате синџири на пневматиците кои се летни гуми, и мора да има чара до 4 мм. Значи тоа се тие непознаници кои луѓето можеби се прашуваат, значи или зимски гуми или летни гуми со пневматици. Исто така апелот е од експертите пред се дека или ќе имате зимски гуми или ќе имате синџири и летни гуми, комбинацијата не е добра, бидејќи може да дојде пролизгување. Зошто го велам ова? Сите овие апели што ги имаме, информации и можеби некои анализи, се со цел да се подигне јавната свест кај луѓето, да се запре со сообраќајната некултура, односно се подигне сообраќајната култура, бидејќи знаете што, и санкциите и казните немаат ефект, тие се последици, а ние со овие кампањи се обидуваме да ги оттргнеме причините за евентуални жртви. Еве веќе кога напоминавте дека казните немаат ефект, тукму ова сакав да прашам, според последната анализа од МВР спроведена во сообраќајот, има 241 санкциониран возач за разни прекршоци, 45 за возење над она дозволена брзина. Овие бројки честопати се движат над 200. Зборувам во Скопје. Велите не помагаат тие казни, поголеми казни, кампањи, што треба вака јавно да се зборува, како да ја дигнеме таа свест, да ја подигнеме? Јас повторно ќе кажам, сообраќајната култура и подигањето на јавната свест е единствена формула за намалување на казни, намалување на сообраќајни инциденти и прекршоци. Зошто? Бидејќи сообраќајната култура и јавната свест укажуваат, например, дека е познато дека не смеете да возите и да пиете, и она да кажеме фама, ајде едно-две ќе испијам па ќе возам, е сообраќајна некултура и ниска свест. Ние сакаме да ја подигнеме свеста. Ако возиш, не пи. Ако пиеш, не вози. Доколку дојде до тоа, ќе имаме помал број на оваа статистика која вие пред малку ми ја кажавте. Зато велам, јавната свест е и тоа. Еве сме сведоци, во град се вози законски 50 км на час. Тоа е дозволена брзина. Дали е празна улицата или е полна улицата, вие треба да возите 50 км на час максимална брзина на движење у град. Значи, дали имате брза кола или имате стара и спора кола, одредбата е иста. Јавната свест и сообраќајната култура велат дека ќе возите до толку. А ниската свест и сообраќајната култура ќе направи, празна беше улицата, нема полиција, ќе отидам побрзо, ќе возам 80. А според анализите и според статистиките, само 10 км на час побрзо да возите од дозволеното, закучувањето ве носи 38 метри удалечина и ударот е многу поголем. Значи, за само 10 км на час, кога ќе каже некој, па добро, јас возев 60, а дозволено е 50, не е многу. Значи, има зошто законот е таков, има зошто. И сега, на крај, повторно ќе кажам, санкциите се последица. Санкциите се последица. Статистиката вели дека репресивниот метод кон возачите има помал ефект одошто комбинацијата на репресивни и превентивни мерки. Што значи тоа? Репресивните мерки, односно казните, се за оние најстрашни прекршоци. Неприлагодена брзина, непочитување на сообраќајните правила и прописи и возење под дејство на алкохол. Тука толеранција нема. Така да репресивната мерка е тука, бидејќи морате да бидете санкционирани за своето неодговорно однесување, бидејќи вие сте со овие работи потенцијален убиец у сообраќај, бидејќи некој друг кој не пиел или кој вози полека може да настреда ради вас. Од друга страна, превентивните мерки е сепак да се укаже ако не сте запалиле светла или можеби нешто сте направиле некој ситен прекршок. Зато велам, не се работи за тоа дали вие ќе платите 45 евра колку што е по закон за неносење на зимска опрема.
туку се работи за тоа дека треба да знаете дека ви треба таа зимска опрема, само за пример сега, а не да кажете еве нема полиција, можам и да не ја носам. Зошто да не ја носиш? Носи ја, па таа зимска опрема може утре да ти извлече од некоја несакана последица ако сте на отворен пат, но и ако сте во град, бидејќи зимските пневматици се докажано дека подобро се движат и подобро одат на ниски температури од летните. Доколку не сте во можност да ги купите, бидејќи нели цените, економската состојба и сето она што се случува, или не возите, или имате барем синџири и летни пневматици со шара од најмалку 4 мм. Така е, за се има решение, само треба да го одбираме Сообраќајната, соодветно. јас повторно ги кажам, треба да ја подигнеме свеста кај граѓаните, дека сообраќајот не е играчка, дека во сообраќајот учествуваме сите, дека учествуваат нашите најмили, дека и ние учествуваме и дека последиците се многу големи доколку не дојде доколку не се почитува. Доколку не го почитувате сообраќајот, тој ќе ви возврати. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Со еден ваков убав разговор, се разбира и едукативен, го одбележавме овој светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајните незгоди и она што можеме да го сумираме токму од овој разговор е дека сообраќајната свест всушност е приоритет кога станува збор за самиот сообраќај.